математика. На овој час ќе научиме да броиме и да групираме предмети по 10. Содржината што денес ќе ја работиме е дел од темата број и решавање проблем. А цел на овој час е да научиш да броиш предмети и да користиш групирање по 10, за да изброиш поголема група на предмети до 100, како и да потполнуваш бројни низи со цели десетки во обем на 100. Што ќе ти биде потребно за овој час? Учебникот по математика, прв дел, тетрадката по математика и училишниот прибор. Подготви се и продолжуваме. Најпрво да повториме што беа тоа броеви. Броевите означуваат одредена количина. Со помош на броевите броиме и одредуваме количество на предмети. Можеме да броиме на различни начини. Кога имаме малку предмети за броење или мало количество, можеме да броиме по еден. Еве вака. Значи, малку предмети, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Тие можеме да ги броиме по 1. Можеме да броиме и по 2. Како го правиме тоа? Кога во една група ставаме по 2 предметчиња. Еве, 2 смајлиња. И броиме 2, 2, 4, 2, 4, 6. И го продолжуваме понатаму броењето. Но можеме да броиме и по 10. Како го правиме тоа? Еве, на овој предмет имаме 10 зелени точки. Но како знаеме дека се 10? За да дознаеме колку точки всушност има на овој предмет, треба да броиме по 1 првично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Се уверивме дека има 10 точки. Ако имаме повеќе вакви предмети, можеме да изброиме колку зелени точки имаме на повеќе вакви исти предмети. Тоа го правиме вака. 10, 20. Значи, немаме потреба веќе да ги броиме по 1 сите зелени точки, туку тоа го правиме како цели десетки. 10, 20, 30. Веќе откривте како броевме цели десетки до 100. Ајде да се потсетиме. 10, 20. Така е, продолжи сам. 70. Одлично. Туку што ги изброја целите десетки од првата стотка. Бројот 10 всушност се состои од 10 единици. Ако се сеќавате во прво оделение, тоа вака го објаснувавме. Една мала коцкичка беше бројот 1. 3 такви коцкички го правеше бројот 3. 7 такви коцкички го правеше бројот 7. А 10 вакви коцкички правеше една десетка, едно столпче. Една десетка ќе направат и овие бисерчиња на ова герданче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи, секое бисерче е една единица, а вкупно на герданчето имаме 10 такви бисерчиња и можеме да речеме дека тоа прави една цела десетка. Цела десетка прават и нашите дланки. Секој прст е една единица. 10 прсти прават една десетка. Една десетка ќе направи и ова пакување од мрсни боички. Внатре има 10 и затоа ако имаме повеќе вакви, можеме да броиме со цели десетки. Исто така и оваа кутија со дрвени бојци има внатре 10 и ако имаме повеќе такви кутии, не ги броиме како 1, 2, 3, 4, 5, туку ги броиме како 10, 20, 30 и така натаму. Оваа монета од 1 денар веќе ви е добро позната. Овде имаме 10 такви монети. Значи, секоја монета е како една единица. 10 вакви монети прават една десетка. 10 монети имаат иста вредност како
оваа банкнота од 10 денари. А што ќе се случи ако имаме 10 вакви банкноти? Ајде да видиме. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Овде има 10 банкноти од 10 денари и тие прават една стотка. Значи имаат иста вредност како оваа банкнота од 100 денари. Затоа можеме да речеме дека 10 десетки прават една стотка. А сега ќе броиме по 10. Ќе ги искористиме овие кутии од боички и во секоја кутија имаше по 10 внатре. Како ќе броиме? 10, 20. Во овие пакувања по 10 моливи. Имаме 3 такви. Броиме 10, 20, 30. На секоја герданче имавме по 10 бисерчиња и затоа да видиме колку вкупно бисерчиња ќе имаме во 4 такви гердани. 10, 20, 30, 40. А овде имаме чинија со мафини. На секоја чинија има по 10 мафини. Колку мафини ќе имаме ако имаме повеќе чинии? Ајде да броиме. 10. Така е. Имаме 5 чинии, на секоја чинија по 10 мафини и вкупно ќе добиеме 50 мафини. А сега имаме групи од измиени чаши. Секоја група има по 10 чашки. Да видиме колку чашки се измиени во овие групи. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Значи во 6 групи имаме вкупно 60 измиени чашки. Пакувањата со мрсни боички рековме дека се 1,10. Броиме 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Колку пакувања имаме овде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пакувања. Меѓутоа, бидејќи секое пакување има по 10 боички, имаме вкупно 70 мрсни боички. Овде имаме групи на џамлии. Во секоја група има по 10. Ајде заедно да изброиме. Колку групи прво да видиме колку имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 групи. Дали можеме да претпоставиме колку џамлии ќе имаме во овие групи? Ајде да видиме дали нашата претпоставка е точна. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Значи, имаме 80 џамлии. Во 8 групи по 10 џамлии ни прават вкупно 80 џамлии. А овде колку групи имаме на коцки за играње? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 групи по 10 зелени крупчиња имаме во нив. Вкупно ќе бидат колку? Ајде да видиме дали ти е точна претпоставката. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Во право си. А сега да видиме колку герданчиња имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 герданчиња. Ако броиме по 10 ќе видиме колку бисерчиња има во овие 10 герданчиња. 10, 30. Одлично. Вкупно 100 бисерчиња. Многу е важно кога ги изговараме броевите, правилно да ги изговараме. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Така ученици правилно се изговараат целите десетки. Сега ќе
Оставам простор малку да размислуваш. На средината на овој слајд се дадени измешани целите десетки. Значи не се дадени поред, туку се измешани. Од левата и од десната страна имаме различни групи на предмети, но сите се по 10 и вие треба да ги изброите и да поврзите со бројот што соодветствува со одреденото количество. Ќе го застанете видеото, ќе броите добро, ќе покажете со прстот на одредениот број, а подоцна ќе направиме проверка. Јас ќе ви помогнам само со првиот пример. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Значи вкупно 70 треба да поврземе со бројот 70. Ве оставам малку, па ќе се вратиме на проверка. Ајде да се провериме. Колку џабли имаме во 4 групи по 10? Браво! Колку бисерчиња имаме во овие 8 гердани? Одлично! Колку мафини имаме во 6 чинии? Браво за тебе! Колку вкупно очила имаме? Така е 10. Колку чаши се измиени? Па ти си одличен! Колку вкупно мрсни боички имаме во овие две пакувања? И овој пат ќе те пофалам. Колку вкупно денари имаме од овие монети кои што имаат вредност 10 денари? А имаме вкупно 9 монети. Значи ќе имаме 90 денари. И во овие пакувања со моливи имаме вкупно 30 моливи. Браво за тебе! Јас сум сигурна дека веќе ова ти е многу лесно. А сега да видиме што значи тоа групирање. Кога имаме од нешто многу, некаква количина многу, што не можеме да ја броиме, значи лесно, треба да правиме групирање и тоа поголемо групирање на предмети. Денеска ќе групираме по 10 предмети. За да ни биде полесно групирањето, прво ќе видиме како ни се подредени предметите. Ако броиме вака, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шапчиња имаме. Ако броиме вака имаме 1, 2, 3, 4, 5. Што мислите? Како ќе ни биде полесно да ги групираме? 5 плюс 5, нели беа 10? Така е, значи полесно ќе ни биде ако ги групираме по два реда, значи 10 шапчиња. Сега пак ќе заокружиме, уште 10, значи 20, 30, 40 шапчиња. Ајде да видиме сега овие пајчиња. Не ни се така лесно подредени. Треба малку да внимаваме кога ќе ги броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И затоа вака ќе ги заокружиме. Група од 10 шапчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И уште 10 шапчиња имаме, значи, вкупно 20. А сега да видиме, овде ни се дадени повеќе јаболки, што со еден поглед не можеме да направиме проценка, значи колку јаболки имаме, па затоа ќе ги групираме по 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ајде да видиме колку групи имаме. Една група, 2, 3, 4, 5, 6. Значи 6 групи. По 10 јаболки ни даваат 60 јаболки. А сега да видиме како е полесно да ги групираме овие пајачиња и овие мравки. Ајде сам малку размисли како ќе ти биде полесно да ги групираш, дали според редот или според колоната. Ако ги броиме пајачињата во редот 1, 2, 3, 4, 5, 6,
а во колоната 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи ќе ни биде полесно да ги групираме според колоните. Ајде да почнеме. 10. Одлично. Значи ги групиравме 6 групи по 10 пајачиња. Ајде да видиме овие многу голема група мравки како ќе ги групираме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи секој ред ни е една група. Ајде броиме. 10. 90. Така е. 60 пајачиња и 90 мравки. Сега ќе ти поставам една задача за размислување. Ако една чоколада има 10 коцки, колку коцки ќе има во 7 чоколади? Размисли, пресметај и кажи на некој од возрастните дома како си дошол до решението. Време е да вежбаме малку дополнување на низи што растат и опаѓаат со целите десетки. Ова од левата страна се низи што растат, а ова е низа што опаѓа. Низата што расте, значи од помал број одиме кон поголем, а низата што опаѓа од поголем број стигнуваме до помал број. Ајде да видиме, ако низата ни започнува со 10, кои два броја недостасуваат овде? Така е, 20 и 40. Ако низата ни почнува од 30, кои два броја ќе бидат овде? Одлично. А овде почнуваме од 20. Браво! Сега почнуваме од 50. Супер! А овде малку треба да се замислиме. Бројот 70 е трет број од низата. Значи ќе мора малку да размислиме кој број е пред 70. Така, тука треба да стои 60, а пред 60 50. Одличен си. 50, 60, 70, 80. А сега ќе правиме низа што ќе опаѓа. Ако почнеме од 100, па одиме кон 90, нареден број ќе ни биде, така е, 50, 10 и на крајот 0. Мислам дека ова веќе е многу јасно и многу лесно. Доколку си расположен за пишување, ова од претходниот слајд можеш да го напишеш и во твојата тетрадка по математика. А задолжително ќе ја нацрташ оваа гасеница. Значи во својата тетрадка по математика ќе ја нацрташ гасеницата со броевите од 10 до 100 целите десетки и обратно низа што опаѓа од 100 до 10. Откако тоа ќе го завршиш и малку ќе се одмориш, ќе ги решиш и овие задачи во твојот учебник по математика, со кој што тоа што го учевме денеска ќе ти стане уште појасно и уште полесно. Ти благодарам за вниманието.